Катерина Јованова е ученичката од основното училиште Тошо Велков Пепето од Кавадарци. Таа само што туку се врати од Италија пред 2 дена, каде што присуствуваше на меѓународниот надпревар по англиски јазик ХИПО. Денеска со нас во студиото е и директорката на ова основно училиште Ѓурѓица Алексова, и исто така и наставникот по англиски јазик Весна Јованова. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро. Добро ве најдовме. Така, Катерина пред 2 дена се врати од Италија, таа учествуваше на меѓународниот надпревар по англиски јазик ХИПО. Ке може ли наставничката најпрвен да не запознае со самиот надпревар и со учеството на Катерина во Италија? Секако. Прво ви благодариме на поканата да учествуваме во утринската програма на вашата телевизија. Надпреварот ХИПО оваа година по 4-ти пат се одржува. Тоа е надпревар организиран од една организација Global Input и Hippo Association Group, кои што се спонзорирани од Pearson, издавачката куќа од Велика Британија, седиште во Лондон, исто така и LCCI центарот за сертифицирање со седиште во Рим. Како дел од нивната програма, значи и организирање на овој надпревар за да се виде, значи, за тестирање на вештините, на 4-те вештини јазични, пишување, слушање, читање и говорење на деца од различна возраст. Значи, самиот надпревар е структуриран, е поделен во 5 категории според возраста, од кои што најмалите, ХИПО 1, почнуваат, имаат, значи, можност, сите оние родени од 2004 и помлади, како што е нашата Катерина, она е 2005, но сепак гледајќи го, значи, нејзиниот успех и нејзиниот напредок, решив да направам, значи, и да учествуваат и помали ученици. Таа беше најмала на овој надпревар, така? Беше најмала од сите финалисти кои што дојдоа, значи, да се надпреваруваат во Лидо ди Јесол. Сега, овој надпревар, значи, реков, 4-та година се организира. Нашето училиште учествува последните 3 години и надпреварот зема навистина голем замав. Тие почнаа скромно со 5000 учесници и со околу 60 на финалисти првата година, а сега оваа година учествуваат 14.000 ученици од различни училишта, кои што во, значи, процесот на елиминирање, значи преку прелиминарната рунда на овој надпревар кој што се одржа на 5 март годинава, преку полуфиналето кој што се одржа на 2 април во Скопје во училиштето Александар Македонски, стигна, значи, до бројката на 78 финалисти од целиот, значи, регион, од сите земји учеснички кои што беа на овој надпревар. На вистина е голем успех од 14.000, значи, учесници да влезеш во оние 78 кои што беа дел од финалето на овој надпревар, кој што се одржа на 14 и 15 мај во Лидо ди Јесоло во Италија. Кое место го освои Катерина на овој надпревар? Па Катерина според бодовната листа, значи, е на 5-то место со 94,3% реализација од сите 4 вештини. Децата беа тестирани во зборување, значи говорење со разбирање, читање со разбирање, пишување и исто така и слушање на Така сите оние вештини кои што се неопходни да неопходни, така и тестирањето направено, значи исто како оние тестирања кои што ги земаат луѓето за сертифицирање на своите познавања на странски јазик. Бидејќи станува збор за меѓународен надпревар, од кои се држави имаше учесници? Оваа година учество земаат 10 држави: Бугарија, Македонија, Албанија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска, Италија и 2 земји кои што за прв пат учествуваа оваа година, тоа се Романија и Украина. Значи, од сите овие држави на прелиминарната рунда од различни школи учествуваат 14.000 ученици. Значи, интересот во регионот и во овие земји за овој надпревар е навистина голем.
Катерина, како помина на овој надпревар и кои се твоите впечатоци? Јас на овој надпревар поминав одлично. Имав можност да ја посетам Италија и да запознам многу нови другарчиња од цела Европа. Исто така имав можност да покажам што знам за време на надпреварот. Беше ли тешко на надпреварот? На надпреварот не беше тешко. А имаше голема конкуренција до останатите учесници? И јас мислам дека, иако сум најмал учесник во мојата категорија Хипо 1, а и од сите 78 финалисти, сметам дека немаше голема конкуренција меѓу нас, бидејќи сите секојдневно зборувавме англиски и подеднакво знаевме. А колку време ти беше тебе потребно за да се подготвиш за овој надпревар? Јас за овој надпревар се подготвував од онлайн тестовите на страницата на Хипо, но најголемото знаење и вежби ми беа од часовите по англиски јазик во училиштето. Директорке, во училиштето посебно внимание се обрнува на талентираните ученици, каде што е формиран и фонд за талентирани ученици. Колку време веќе постои овој фонд? Па видите, овој фонд на талентирани ученици е формиран по моја иницијатива. Бидејќи посебно значење им давам на талентираните ученици, они се потик на другите ученици кои што се помалку мотивирани. Го формиравме заедно со бизнис секторот во општина Кавадарци и вроди многу плодови, преку кои што последниве 2 години учениците во нашето училиште се посебно мотивирани и ова е ефектот од сето тоа, затоа што ствараме мотивирачки, односно надпреварувачки дух помеѓу учениците и секој дете би посакало исто како и Катерина, да биде учесник на ваков надпревар, па и со вакви резултати да се врати. И тоа е целта на овој фонд. Кои се проекти се реализираат во училиштето? Реализираме низа на проекти, меѓутоа би ги издвоила неколку сега. Значи, тоа е Дете правобранител, кој што е во соработка со коалиција Сега. Заедничка грижа на правилно насочување на учениците во соработка со Министерство за образование и наука. Меѓуетничка интеграција исто така е во соработка со Министерство за образование и наука и УСЕД. Сочитање до лидерство во соработка со Фондација Чекор по Чекор. Еколошки едукации, каде што имаме таму, каде што и добивме зеленото знаме, покасно ќе зборуваме. Тоа се неколку проекти кои што во моментот функционираат во нашето училиште. Еден од проектите е заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Колку години поред се реализира овој проект и која е целта на проектот? Овој проект, како што реков, е во соработка со Министерство за образование и наука. Се реализира веќе 2 години во нашето училиште. Целта на проектот е да зајакнеме врската помеѓу ученикот, родителот и наставникот. Бидејќи знаеме дека во оваа време, кога ние сите родители сме зафанати повеќе со работа, учениците треба да ги мотивираме повеќе во училиштето. Делот каде што сакаме да го насочиме е тоа што родителот ќе биде присутен во бројни работилници кои што се организираат за посебни манифестации во училиштето. Тука исто така родителот комуницира, се вродува добра комуникација помеѓу наставникот и родителот, пред се со цел ученикот да биде во центар на вниманието. Дали во училиштето се организираат и некои хуманитарни акции? Во училиштето организираме низа на хуманитарни акции. Посебно даваме акцент на социјално загрозените семејства. Хуманитарните акции ги спроведуваме на ниво на училиште и на ниво на општина во соработка со Црвен крст. Хуманитарните акции се со цел да се соберат материјали дали од училишен прибор, дали од облека и храна и потоа ги спроведуваме во социјално загрозените семејства. Така, сега во продолжение може да видат и гледачите на нашата телевизија и да се запознаат со дел од проектите и наставните методи и програми кои што се реализираат во училиште. Наставнички, во училиштето секојдневно се реализираат бројни проекти со кои се подобрува знаењето кај учениците. Колку овие проекти се значени за самите ученици? Проектите се од голема важност, значи во работата на и во нашата работа и во работата на учениците. Преку проектите организирани од разни организации, здруженија, асоциации, учениците стануваат дел од нешто кое што е или проблем,
или нивно секојдневие, тие не се само активно вклучени во училишната настава, туку и вон училишните активности. Значи, голем дел од проектите ги организира самото наше училиште, но огромен дел е во соработка со другите организации или невладини, значи сектори, асоциации, како организација на Црвен крст или пак некој пример совет за превенција од малолетничка деликвенција. Исто така еколошките здруженија се тука, каде што на учениците всушност стануваат дел од некој проблем, добро го студираат проблемот преку разни испитувања, правења разни пребарувања, анкети, потоа и презентација на некои, значи, проблеми. И така, станувајќи дел, значи, од проблемот, стануваат и дел од решението, односно се трудат да изнајдат начини како да се надмине некој проблем, како да се реши некој проблем, како да се спречи, значи, некоја негативна појава, што на вистина придонесува до тие да изберат еден позитивен пат во животот. Со какви се наставни методи и програми се запознаени учениците на часовите по англиски јазик? Па, не, секогаш, значи, се трудам во мојата училница да часовите бидат интересни, децата да бидат мотивирани. Секогаш се применуваат техниките, значи, и методите на активна настава. Што значи тоа? Тоа значи предавање на знаењата на начин на кој што ќе биде интересен, со примена на разни активности, преку игра, квизови, значи изработка на проекти, презентации, инволвираност на учениците. Сакаме секогаш да ја отстраниме таа фронтална настава, каде што наставникот само зборува, нели, а учениците само слушаат. Ние тука имаме многу интерактивни начини, значи начин на кој што учениците би се заинтересирале и би сакале активно да учествуваат во наставата. Тука не зборувам само за, значи, лично за мене, зборувам и за колегите од мојот актив, од активот за странски јазици. Сите заедно се договараме, изнаоѓаме, значи, разни решенија, начини и методи како нашите знаења да ги пренесеме не само преку подучување и учење, туку и преку активирање, анимирање и мотивирање на нашите ученици. Бидејќи така секогаш учениците учат на полесен и побрз начин. Полесен, позабавен и побрз начин. Така, токму тоа е и целта. Да. Неодамна во Кавадарци се реализираше кампањата "Кажете не на дрогата и останатите поруци, алкохолот и пушењето". Зашто всушност стануваше збор? Ова е еден многу убав проект, значи проект за поздрав. Проектот "Кажете не на дрогата и другите пороци како што се пушењето и алкохолот" е проект кој што се спроведе во нашето училиште заедно, односно заедно со организацијата на Општинскиот совет за превенција на малолетничко престапништво, кое што имаше за цел, значи, да ги вклучи учениците, а заедно и дел од тој проект беа и млади, талентирани луѓе, кои што зборуваа за својот пат до успехот. Во нашето училиште се организира една едукативна трибина, организирана од психологот на нашето училиште, госпоđица Вирџинија Стојкова, на која што трибина гости беа младата музичка звезда Трајче Ѓорѓиев од Струмица, мислам дека беше така, и наши ученици Владанка и Петар Аврамови, кои што се и воедно и шампиони во карате, кои што зборуваа заедно со учениците, значи тоа беше една отворена убава трибина, за нивниот пат до успехот, како тие, значи со здрав начин на живење, со избирање на позитивен пат, успеале така млади да станат познати, значи го искористиле својот талент, за да станат познати луѓе и успешни деца, млади луѓе, пред кои што е уште поуспешна иднина.
децата на вистина беа воодушевени и активно учествуваа во трибината и мислам дека е многу убав начин, значи да му покажеме на децата како треба, кој пат треба да го изберат. Така да го одберат. Да. За среќна, убава, добра иднина. Катерина, што највеќе тебе ти се допаѓа на часовите по англиски јазик? На часовите по англиски јазик најмногу ми се допаѓа начинот на кој што се часовите по англиски, материјалот во книгите што го изучуваме и се оно што е поврзано со англиската култура и цивилизација. Дали тоа значи дека можеби во иднина ти си се уште мала, но можеби еве ова ќе биде и поттик и прв чекор и понатаму кога нели ќе пораснеш и ќе бидеш голема да се занимаваш со англискиот јазик или пак тоа да биде твојата идна професија? И јас за една професија немам размислувано, бидејќи мислам дека сум се уште млада и пред мене има многу предизвици и можности. Така, има се уште време нели да размислиш. Директор, ќе спомнавме претходно дека оваа година училиштето е добитник на зелено знаме од проектот Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. За што всушност стануваше збор? Видете, ние сме прегорди што го добивме оваа зелено знаме. Станува збор за проект исто така кој што е во соработка со Министерството за образование и наука. Преку овој проект спроведуваме низа активности кај што се стремиме да ја подигнеме еколошката едукација, значи да го подигнеме нивото кај учениците за се почиста околина и поздрава околина. Овде ги спроведуваме активностите од светски рамки и активностите кои што ги спроведува нашата држава, тоа се Ајде Македонија, засадија својата иднина, засади дрво. Садница плюс, која што беше последната активност која што ја спроведовме во училиштето, заедно со градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов, кај што им покажавме на дечињата како тоа сето се изведува, како они од една садница ќе вродат еден плод кој што сами ќе го одгледуваат, се со цел да ја подигнеме нивната свест за во иднина да живеат во почиста околина. Така, сметате дека овие акции придонесуваат да се зголеми свеста кај учениците? Од моје големо искуство и како наставник, а сега и како директор, овие еколошки едукации не се спроведуваат последниве 2 години, се спроведуваат можеби 5-6 години. Можам да заклучам дека кај учениците посебно влијаат, бидејќи во образованието посебно го занемаруваме воспитниот дел, а преку овие едукации обрнуваме внимание на учениците како да им кажеме како во иднина треба да си ја чуваат својата околина и како би живееле во поздрава средина. Бидејќи месец мај е месец каде што се вршат и уписите на првачињата, каков е интересот сега за запишување на учениците во вашето училиште? Овде не би била скромна, би сакала да кажам повеќе за нашето училиште. Значи, Тошо Велков Пепето е едно од најдобрите училишта во општина Кавадарци, едно од најуспешните училишта во општина Кавадарци, кој што во моментот има еден од најдобрите наставни кадри, кои што се помлади, секоја чест на постарите, нели? Меѓутоа, младиот кадар внесува други плодови. Успехот го гледаме и овде во студиото. Имаме голем одзив на првачиња, бидејќи нудиме современи услови во училиштето, се стремиме кон поевропски услови во училиштето, можеме да ги видиме и во прилог на презентацијата. Доста се реновира со помош на Министерството за образование на наука, со помош на локална самоуправа, значи можеме да се пофалиме со едно од најсовремените училишта во општина Кавадарци. Одзивот на првачиња во моментот е задоволителен. А колку ученици очекувате да се запишат? Очекуваме да имаме околу 100 ученици, меѓутоа според бројката која што ја проследивме и според начинот на кој што ние го проверуваме дали учениците ќе се запишат или не, имаме околу 80 ученици ова учебна. Така. Наставничке, дали и во иднина ќе се реализираат вакви надпревари, како ви што беше по англиски јазик? Секако, надпревари ние организираме, спроведуваме, реализираме секоја година. Тука голема благодарност и до директорката за тоа што секогаш ни овозможува да и користиме просториите на училиштето и организацијата е сета, значи секогаш ни е дозволено да ги одржуваме надпреварите општински или сега ова
што беше прелиминарната рунда за ХИПО надпреварот. Да, регионални, исто тука се одржуваат државни. Сега не зборувам само за надпреварите по англиски јазик. Сакам да ги пофалам сите колеги од нашето училиште кои што редовно организираат, пријавуваат ученици, учествуваат во разни надпревари и не ретко често се закитуваат со дипломи и награди. Така. ХИПО надпреварот заврши, значи таа церемонијата нели кога беше, и не поздравија со зборовите се гледаме следната година, што значи дека сигурно верувам дека мотивираноста на учениците е тука, нивната желба да учествуваат, нивниот надпреварувачки дух е присутен. Ние секако дека и следната година ќе организираме и ќе бидеме дел од надпреварот ХИПО и не само од тој, туку и од сите останати надпревари кои што се организираат, кои што го вклучуваат англискиот јазик. Јас ви благодарам многу на денешното гостување, ви посакувам многу успехи, секако на Катерина и посакувам многу успехи и уште многу петки во иднина. Ви благодариме. Благодариме.